Еве сме, зашто нема да имаме време? За мајонез да направам после. Аха, добро. Ќе кажеме само, може би нема да го направиме, ама ќе кажеме како да си го подготват. Дијан Главчев ни го гледате во студиото, едно момче со кое што удобно се договараме и конечно многу ми е драго што го имаме веќе во студиото, во нашата кујна и денешниот оброк на денот ќе биде токму со него. Доколку го пратите по социјалните мрежи, верувам дека многу се забавуваат со тебе и со твоите видеа и со твоите рецепти. Како е твојот профил, Дијан, да им кажеме на социјалните мрежи, како да те побараат? Главчев Дејан или Foodie Therapy. Ете така, тоа е профилот на кој што ќе можете да се дружите виртуелно со Дејан Главчев. А денеска ќе имате можност да се дружите токму со него преку нашиот оброк на денот. Веќе се фативме за работа, поточно ти, заради тоа што денеска ќе ни бидеш главниот мајстор во кујна кој што ќе ни подготви вкусна киноа салата. Прво кажи ми зошто се одлучи за ваков рецепт? Периодов ни е актуелни божичните пости. Затоа се одлучив за овој рецепт. Што се ќе ни вклучува рецептот? Имаме бројни намирници кои што ни ги донесе, леле како фино и лесно ти оди сецкањево. Тоа е техника што се учи, Дејан, некаде си имаш школувано? Да. Да не ми биде криво. Школа за готвач. Каде? Во Крушево. Во Крушево? Крушевчани многу ве бива за вакви работи, да ви кажам. Јас сум од Прилеп, али Крушево учев. Добро, по школа, по струка си од Крушево. Да. Да, добро. Ајде вака да споделиме, иако веќе еднаш дел од камерата ни долови, но ќе споделиме што се од намирници ни се потребни за оваа вкусна киноа салата. Затоа што гледаме и овош, ја гледаме и зеленчук. Се тоа ќе биде еден убав микс. Така, ова е интересна комбинација. Претежно зимска. Добра. Во интерес на времето, претходно си сварив киноа. Добра. Ќе кажеме нешто повеќе за киноата. Имаш ти навика често да ја користиш? Да. Многу е здрава и многу е добра, поготово за ваков период на пости. И е многу богата со протеини, со влакна и е доста здрава за конзумација. Да. Како ја вариш, да им кажеме на гледачите? 1:2 на една чаша киноа. Две чашки вода. Се вари околу 15 на минути. Така, тоа до која структура треба да дојде киноата да знаат, иако мислам дека многу е едноставно и тоа. Само малце да се како крилца излегува на киноата. Ја велам како да распукаат зрнцата. Баш така. Да. Добро, значи краставица и јаболко сега за сега. Јаболко. Тоа имаме следно. Зелено јаболко мора да биде или ова по твој избор? Не, ова е по мој избор. Добро. Пилот, какво јаболко. Добра. Колку често сакаш да експериментираш вака со вкусовите? Секојдневно. Секојдневно? Да, секојдневно. На работа тоа ни е секојдневна работа. Одлично. Сега имаме црвен кромит. Ова е само задоволство да те гледа човек и да ги слуша потезите. Има ли интерес во училиштето во кое што ти си се школувал во Крушево? Паметам пред некоја година имавме и токму од таму луѓе кои што ни доаѓа и некако потенциравме, изборувавме дека се поголем број на млади луѓе се одлучуваат баш за овој занет, бидејќи ова е занет на некој начин. Да, веќе поставува тренд и кај нас, да кажам. Во светот веќе е многу распространета оваа дејност. Кај нас сега почнува ова е период тиква. Малце да му даде како шмек на зима. Добро. Многу ни е голем садов за потребите на салатата, но тој помалиот утрово го употребивме за бомбици. Ама ќе се снајдеме. Ако направиме помала количина, ќе го ставиме и во некое помало саче. Може би во ваква. Што велиш или нема да ни врши работа? Ај, во ова ќе измешаме. Во ова ќе измешаме, па потоа ќе сервираме и декорираме во друго. Што се тоа? Ова ни се суви вишни. Да му даде малце сладок. Суви вишни, добра, интересно. Дали оваа салата е, да речем, твој рецепт? Да. Твоја измислица? Комбинацијата ја спремив вчера. Вчера ја смисли? Вчера ја смислив комбинацијата. Сега кажеш, ова не е ни пробано дома? Пробано е, добро. Одобрено? Секогаш, да. Кој дома одобрува? Сопругата и најмалиот член, само брисач. Кај ги ставме брисачите? Повели. Најмалиот член колку години има? Најмалиот член е година и половина.
Аха, и тој ужива во рецептите на мама и тата? Да. Дали дома Дејан е главен готвач или на мама ја оставаш кујната? Само јас готвам. Само ти? Да. Така да. Добро, така што не се грижат за тоа што ќе има за појадок, за ручек и за Баш така. вечера. Што е следно? Следно одиме со печени ореви. Ја посебно ги сакам кога се печени, бидејќи имаат некој посебен шмек. Не Да, само многу. ореви, туку и бадеми, лешници. Се што е краткото храно е многу подобро од Така, семките. добро. Гледам таму и цвекло ни носиш, така? Да, цвекло печено. Тоа ќе биде за на крај за декорација. Ова ќе биде ептен вкусна салата. Така, чувствувам. Мора да биде. Добро. Што друго имаме? Следно одиме со сок од портокал. Портокал, добро. Еве ни ја цедалката. Повели. Имаме и лимон. Лимонот ќе ни биде за дресинг или сега го? Лимоно за мајонезот. Добро. Споменавме ако имаме време ќе го направиме мајонезот. Да. Тоа е како еден дресинг, така? Да, посед мајонез. Нема да ни Чекај, треба. нема да го цедиме? А, добро, нема да ни извини. треба, само малце че. Добро. Дејан, кој ти се, од каде инспирацијата ете за најразлични видови на рецепти? Следиш најразлични профили, можеби по интернет, или сакаш да влезеш во кујната и ти сам или да експериментираш? Има ли некој профил на човек од кој што ти учиш многу работи? Бидејќи сето ова, нели, во малите финиси верувам дека е поентата. Да. Следно ставаме кино. Добро. Инспирација црпам буквално од се. Значи од природа, претежно сега периодов снимаме видеа во природа. И најмногу и од таму црпиме инспирација. Најразлични профили на социјални мрежи, секако готвачи што има иновативни работи што Готвачи кои што се од балканскиот регион или можеби од светски рамки? од светски рамки. И посекако и од нашите. Добро. Еве вака да видите, многу убаво изгледа, уште побаво мириса. Ште малце А треба. нема да ставиме цела или во зависност од тоа колку од намирниците претходно ставивме? Ќе пробаме. Мора Добро. првим да пробаме, па за да многу малце ќе ставиме оцет. Добро, ти гледам си донел од каков е овој оцет? Ачето ди меле, со мед, Добро. И веднаш италијански. така убаво за мириса. Добро. Предпоставувам дека кога патуваш, најмногу сакаш да дегустираш храна. Да. Имаш омилена кујна? Па италијанска. Италијанска би издвоил најмногу од сите останати кујни. Најмногу ме инспирира италијанската кујна. Така. Имаш омилен некој рецепт токму од италијанската кујна? Ришото со тиква и портокал. Мислам вкусно дека звучи. да, тоа е еден од подобрите што би можел да ги издвоим. Како е? Сол имаме заборавена. Да. Тука има и на Сол соларниче, ете го. Еве тука, иначе Да. имаме и ние, ма гледам дека ти си донеса. Ба, да ние професионална информација, мора да бидеме спремни. Да, па и претпоставувам дека како готвач најдобро се снаоѓаш помеѓу твоите работи и Да. најдобро веројатно во собствената кујна. Сега вака кога си на гости е малку поинаку заради тоа што и краток е тука временскиот период, па треба нели да се прилагодиш и слично. Но добро се снаоѓаш. Примерно ако велиш снимате видеа во природа, за каков проект станува збор, Дејан? Проект станува за... Извинете, само да пробам. Ајде. Може ја ли да пробам? Секако. Да. Супер. Тука Извинете само да пробам. И јас. малце ми фали црвена димена пиперка. Ова ќе Многу е му добро. додаде Многу е добро. Претходно ќе се навратим и на темата со снимањето. Додадов крема балсамико од чили. Да. Малце ќе му даде Го почувствував шмекот, ама не знаев дека е чили. Не е пикантно? многу малце само ставив да не се осеќа Добро. пикантноста, само Добро. малце да му додаде на шмек. Ми Добро. фали тука малце и свежина. Добра. Ќе му додадеме уште малце јаболка.
Ајде да ни подраскажеш за проектот со снимањето. Каде снимате? Низ Македонија? Низ Македонија. Бараме локации кои се специфични и се добри за гледање. Добра. И дали тоа е веќе објавено некаде по твоите профили или допрва ќе биде објавено? Објавувам, али само кратко објавувам тие видеа, зашто се работи за странски проект кој му снимаме видеа за множење. Добро. Тоа е убав момент дека и странците препознале. Да, баш така. Да, некако гастрономијата е едно поле кое што во поглед на маркетингот отвара многу можности и тоа е убав момент затоа што ти вака млади кулинари, гастрономи, луѓе кои што едноставно уживаат, не мора и професионално да се занимаваат, но едноставно уживаат во кујната, имаат можностите да добијат шанса за да го покажат своето знаење и умење во кујната. На кои локации снимате најчесто? И како ги бирате, Дејан? Ги бираме секојдневно, црпиме инспирација по Инстаграм, социјални. Некаде планина, таков амбиент или? Да биде планина, да има али рекичка, дали водопад, некој таков стил. И претежно сакаме да испромовираме некоја добра наша, да кажам, локација добра. Да ја представиме Македонија баш како... Да, Македонија е дефинитивно земја на готвењето или такво ни е поднебието и имаме со што да се пофалиме. Каде до сега снимавте? Снимавме Маврово, снимавме Кучково на водопадите. Тие беа фантастични. Кој ја открив локацијата со Кучкови водопадите? Случајно откривме. Јас сум била таму, ама тие водопади не се секогаш активни. Да, тоа се намачивме додека ги најдовме. Многу тешко се наоѓаат. Баш. Се намачивте, ама вредало. Вредеше за се. Добро. Сега одиме со сервирање. Добро, мислам дека ќе имаме време и мајонезот да го направиме. Супер. Само уште еднаш направаме. Како е? Многу малци уште. Оцет, мислам дека е тоа. Одлично. Добро, тука во овој тањер, Дејан си донеси тањер за сервирање. Чинија, се извинувам. Ако имаме време за мајонезот, тогаш... Имаме време за мајонезот. Ќе го направиме затоа што претпоставам дека и тој е многу брз. Ке ти треба твојот блендер? Да. Ајде вака додека ти тоа го правиш, јас ќе обезведам струја. Да исклучам нешто, затоа што многу работи ни се тука вклучени. Само секунда. Со рачен блендер го правиме, така? Да. Со рачен блендер. Кои ни се потребните состојки, Дејан, за мајонезот? Мајонезот е една состојка која што многу луѓе ја употребуваат, но убаво е да се потенцира дека можете да си направите здрава варијанта на мајонезот, бидејќи мајонезот сам по себе и не е баш така здрав. Да. Така што подели ми што се користиш за подготовка на здрав мајонез? За здрав мајонез ни треба... Што е ова само тука? секунда, тоа е... Да заборавив како се вика. Млеко е? Соја млеко? Сојно млеко, да. Сојно млеко, добро. Сојно млеко. Добро. Премата си оправи својата. Ќе бидеш, ти си одличен, меѓутоа верувам и во зборувањето ќе бидеш многу подобар следниот пат. Добро. Ставаме... Значи, ни треба протеин, како да направиме мајонез. Ние го, мислам, јас го искористив моментално протеинот од сојното млеко. Добро. И со постепено додавање на зејтин. На масло, добро. Правиме мајонез. Ќе добиеме баш таа густина? Да. Добро, ма само масло ќе ставаме или и други работи? И црвена пиперка и ќе го зачиниме. Аха, сакаш да кажеш само млекото и маслото со блендирање ќе ја постигнеме таа текстура. Колку ќе блендираш? Па 3-4 минути секако. Тоа не го знаев. Имаме време, него малку бучава ќе се слуша на екран, но не е ништо страшно. Ова е начин на кој што можете да добиете текстура и да постигнете ваков момент за да консумирате дома здрав мајонез.
Го правиш често и по дома? Секојдневно. Секојдневно? Скоро секојдневно. И на работа да ја користим. Така? Да, да. Каде си вработен, Дејан? Работам во Хотел Сити Парк, ресторанот Маџа. Така, добро. Да. Со убава гастрономска карта и верувам простор каде што може да уживаш и ти како кулинар И да експериментирам. и да експериментираш, што е многу важно, верувам, во ова ново време, бидејќи гастрономијата некако, нели, оди во таа насока дека треба да се експериментира со вкусовите. Да. Да ти помогнам некако? Само кратко, ајде така. Добро, ставаме сол. Сол, тимена, црвена пипер, и ќе ставиме малце лимон. Дали овој рецепт за мајонез е твој или Исто е нешто? направен вчера. Исто е направен вчера? Да, баш. Добро. Ти треба лимонот? Да, само 2 капки буквално. Добро. Кажи ако треба никаква помош. Готови сме за 30 секунди. Да, веќе јас ја забележувам густината, се згуснува. И ти треба уште? Не. Добро, да го ставам на страна. Тука ќе ставиме салатата, така и ќе декорираме. Тоа значи дека веќе сме готови и дека ова може да биде еден одличен рецепт, предлог рецепт се разбира за вашата пусна трпа за овој нареден период на слави, период на пости, период на празници, така што можете малку иновација да внесете и едноставно да уживате во овие експерименти од вкусови, би рекла, бидејќи на вистина се она што јас го дегустирав пред малку е превкусно и едва чекам да ја вкусам, да ти кажам, да бидам искрена, Дејан. Крајниот резултат. Да, крајниот резултат, не се сомневам, меѓутоа и ова со мајонезот ми се допаѓа. Ете што значи професионален кулинар, си донесе од дома или од работа, за да изгледа онака како што треба. И кој би рекол дека киноата можете да искористите и на ваков начин, во форма на салата. И тоа не било каква, навистина е одлична. Видовте дека и навистина брзо се подготвува, така што... Да, и брзо се вари, така да за 15 минути... И брзо ќе се изеде, Да, тоа да. сум сигурна. Овој сад веќе не ни треба. Добри сме? Се мора да е перфектно, така? Па, да. Тоа е тенденцијата. Ете го цвеклото, печеното Сега цвекло. цвеклото го ставаме, да. Добро. Значи, ова е буквално како да си уметник, нели? Уметник во кујната, бидејќи со посебно уживање го правиш ова што го правиш. Сега за кратко ќе може и нашиот камерман да ја додови сликата што јас ја гледам во моментов, бидејќи нашите гледачи вака не ја гледаат. Но Дејан, ова ќе го извадиш, така или? Да, секако, да. Да. Само тоа ние како пречник да можеме да сервираме Добро. се останато. Што ти треба? Брисачот. Ете го. Некаде сме и пред самиот крај, но мислам дека и ти си со рецептот при самиот крај, готови така? сме. Да. Само Сега додаваме само од уште мајонезот. Ева структурата. Да. Баше структура на мајонез. Добро. Рецептот веќе го видовте испишан на екранот, ќе замалам од реже уште еднаш да ни го пуштат за оваа киноа салата, посна салата. Верувам дека сме ви инспирација плюс и денеска да примените вакво нешто. Ова се микробилките? Ова се микробилки од прас, да. Од што? Од прас. Од прас. Да. Да не ги одгледуваш сам? Не. Добро, ги набавуваш. Ги набавуваме, да. Да, и тие станаа доста интересни периодов во гастрономијата и мислам дека се поголем број на луѓе ги употребуваат и хранливи се, така? Да, доста се хранливи, затоа мислам дека треба и почесто да се конзумираат. Ама мислам дека немаме ние некоја таква навика, веројатно допрва ќе дојде нивното време со ете вакви емисии каде што баш се потенцира тој момент. Така. Добро. Сите ќе ги ставиме? Не баш сите, само да го покријаме. Дали има ако прекумерно се конзумираат,
Не е добро или не игра тоа некаква мислам дека улога? не игра улога, само единствено ако ставиме премногу може да хелува на вкусот. Да доминира нивниот Да. вкус, да го промени вкусот на она што не веќе ни е подготвено. Тарарам. Еве, како добро сервирано. Не знам вака ако направам, ако го кренам тањерот или чинијата, дали Нема да падне. ќе Нема да падне, сигурно. Оваа уметност од салата. Толку сме така, Дејан? Да, само малце портокал да ставам за свежина и Добро. Да, И тоа тука некаде го завршуваме ова денешно гостување. Дејан Главчев ни е во студиото и ни го подготви овој на вистина одличен рецепт, како за изглед, така и за вкус. Еве уште мала декорација. А јас мислев ке седиш, ама заборавив дека со пинцета во рака. Се може. Ваков професионалец мора нешто друго да направи, да додекорира. Така Дека што, сме готови. тука некаде ќе те поздравам, Дејан. Навистина ти благодарам за тоа што денеска беше дел од нашиот оброк на денот и што успеа навистина за краток временски период да ни подготвиш токму ваков интересен и превкусен рецепт. Посна киноа салата денес на нашето мени. Ако го пропуштивте целиот разговор или целиот рецепт, веднаш поточно за кратко време на YouTube каналот на Утринска на Тилма ќе биде објавено видеото, па ќе можете таму подетално да си погледнете и да си запишете. Благодарам Ти за благодарам, поканата. Дејан. Навистина уживав и се надевам дека ќе се дружиме и во следна прилика. секако. Останете на Тилма, продолжува Утринската.